Иако изгласана потребата за уште една анкетна, односно јавна расправа за Кочан и онаа на парламентарното мнозинство, сепак ниту една од пратеничките групи не доставила своји кандидати до Комисијата за избори и именувања за тоа кој ќе учествува во ова тело. Телевизија 24 денеска ги контактираше дел од пратеничките групи, откако ВМРО, ДПМН и претходно посочија дека ќе ги чекаат заклучоците од анкетната со која председаваше Апасиев, денеска само додадоа кратко до објаснување. И натаму ги чекаме заклучоците од претходната анкетна со која председаваше Апасиев. Најдобро е да се почекаат тие заклучоци за да не водиме два процеси паралелно. Телевизија 24 ја контактираше и пратеничката група на Левица во законодавниот дом, од каде велат дека очекуваат дека во прва половина на следниот месец заклучоците ќе бидат готови. Заклучоците се пеглаат и до првата половина на месец февруари би требало веќе да бидат готови, но тоа не е никаква пречка пратениците да номинираат своји кандидати за анкетната која предложи парламентарното мнозинство. Не гледаме никаква причина ниту пречка за тоа. Вчера на брифингот со новинарите собранискиот спикер Гаши повтори дека се уште ниту една од парламентарните групи не доставила предлог до него, а пак на обвинувањата на СДСМ дека Гаши не доставил деловнички официјално барање до нив да номинираат кандидати, тој само кратко посочи дека потребата е изгласана и дека на потек сега се пратеничките групи. На последниот брифинг со новинарите и лидерот на СДСМ Венко Филипче посочи дека немаат правна и деловничка можност да достават кандидати и претседател кој би ја водел јавната расправа, токму поради тоа што Гаши официјално не испратил допис до нивната пратеничка група.